Дозволете да кажам нешто во однос на стартот на работата на новата влада. Сметам дека е прилично лош стартот. За 30 дена има секојдневно само скандали и разочарувања, гледаме луксузирање, сомнителни имоти. Гордоста се претвори во понижување за работниците, кои очекуваа, а очигледно е дека нема да добијат повисоки плати, поради тоа што тие средства не се предвидени во ребалансот на буџетот. На виделина излезе едно големо лицемерие на ВМРО-ДПМН. Се што кажаа, погазија. Рекоа дека ќе поништат Преспанскиот договор, тоа не го прават, договорот со Бугарија исто така. Ќе убиваа во собрание за претседател Албанец, се номинира исто така претседател Албанец во собранието. Рекоа дека е гломазна администрацијата, права нови министерства со цел да се вработат многу нови луѓе во администрацијата. Притоа тоа се прави многу несмасно и добар дел од луѓето кои што преминуваат од една институција во друга, за жал, во овој период се оставени без плата и примања. Сметам дека државата се носи во многу еден чуден и нејасен стратешки правец уште во првите неколку недели. Во однос на ребалансот, во една наша опсежна анализа со економските експерти тука во партијата, констатираме дека државата се води кон состојба со екстремно голем јавен долг. Долг од 68% или раст за цели 10% без никаков раст на бруто домашниот производ, што значи дека сите инвестиции кои што се најавуваат и се планираат нема да донесат никаков економски раст, односно ќе бидат непродуктивни, значи растот е предвиден само на околу 2%. Сите експерти сметаат дека е во една форма и некакво должничко робство, имајќи предвид и парите кои што се најавени дека ќе дојдат во Унгарија, меѓутоа за тоа неколку нешто покасно. Значи, ако сега се зема кредит од 500 милиони евра, се најавува и до година исто така кредит од 500 милиони евра, а годинава исто и задолжување кај домашните на домашниот пазар за 250 милиони евра, се поставува прашањето што ќе правиме со толкова задолжување и она што најмногу загрижува на среден и на долг рок, дали огромните камати кои што треба да ги враќаме и да ги враќаат следните генерации нема да го ограничат фискалниот простор да можеме да развиваме некакви други проекти кои што ќе влијаат на подобрување на стандардот на граѓаните, на подобро здравство, подобро образование. Сметаме дека со тоа што не се предвидени средства во ребалансот за буџетот, во ребалансот на буџетот за зголемување на платите, се враќа старата политика во која ние сме рај за ефтина работна сила, каде вработените се секогаш на второ место. Можно е да се врати системот кога се зголемуваат плати само за предизборен подкуп, не постојано и систематски, така како што го правевме тоа ние, во еден инклузивен систем кога политиките се најпрво дискутираа, а понатаму се градија во социоекономскиот совет, во рамките на владата, кој што партиципира сите релевантни чинители од оваа сфера. Да подсетам дека во времето ВМРО-ДПМН и минималната и просечната плата со години стоја исти, имаше сосем мал раст, ние успеавме за 7 години да значаен раст направиме. Од 10 на 21.000, минималната плата од 21 на 42, просечната плата. Во собранието поднесовме амандмани. Денеска започнува дискусијата општа во рамките на Комисијата за финансирање и буџет, кои што амандмани ќе ги образложиме зошто се поднесени, зошто сметаме дека треба да продолжи инвестирањето во работниците. Луѓето бараат тука да имаат кај нас подобри услови за живење. Стравуваме дека ова ќе го зголеми иселувањето од земјата, ако луѓето гледаат дека тука нема никаква перспектива. Ние во најголемите кризи успеавме да најдеме пари и конзистентно ги зголемувавме платите. Минатата година сите вработени во јавниот сектор добија 10% зголемување на платата. За прв пат се потпиша општ колективен договор, се среди и се уреди регресот за годишен одмор и така натаму. Така да сметам дека со ова целосно се деградираат правата на работниците. Сметам дека е лага дека немало пари во буџетот. Како ние можевме да најдеме пари за се и за поддршка на
стопанството и за поддршка на компаниите, да се зачуваат работните места во најголемите кризи. Практично целокупниот период на владење, сметам дека беше една голема криза поделена на три дела. Меѓутоа, тоа што сакам да потенцираме дека во образложението Министерката за финансии, освен бомбастичниот наслов дека нема пари во буџетот и така натаму, сепак, и тоа може да се види понатаму во текстот на ребалансот за буџетот, сепак констатира дека макроекономските фундаменти на државата се оставени добри, дека инфлацијата е стабилна, девизните резерви исто така, дека странските инвестиции се за скоро 2 и нешто пати поголеми во однос на истиот период минатата година, и тоа е една сатисфакција за нас и нашата влада. Голем интерес кај нас во рамките на економската комисија на партијата покрена заемот од Унгарија. Го слушав и премиерот на телевизија како образлагаше некои сегменти дека е поволен така натаму, меѓутоа сме загрижени за неколку аспекти и сакам да ги споделам сега со вас. Прво е сосем нелогично зашто една земја која што нема пари да даде, туку се задолжува од друго место, се задолжува со многу поголема каматна стапка, а нас ни дава заем со помала каматна стапка. Се прашуваме дали се крие нешто за тоа. Инсистираме да владата што побрзо го даде законот за заем во собранието, но и да се каже кое е потеклото на парите. Дали за тоа можеби се крие некаква друга тенденција, дали можеби има идеја од некои компании во Унгарија да се преземаат тука кај нас медиуми, или можеби компании, и тоа е дел од некаков договор. Зошто посегнуваме за прв пат во историјата на нашата земја во билатерален договор да позајмуваме пари, кога ние имаме аранжмани со Светска банка, соработуваме со Европска инвестициона банка, понатаму имаме подпишан програм со Меѓународниот монетарен фонд. Зошто не посегнеме по овие инструменти кои што традиционално не биле на располагање и кои што меѓународни финансиски институции во начинот на трошење на парите имаат и контролни механизми и секогаш некаква реформска агенда која што треба да се имплементира додека се користат парите од тој заем. Овде не гледаме дека има таков контролен механизам. Има постоечки заем проект кој што општините го работат со Светска банка. Има една дополнителна компонента која што е целосно разработена во изминатиот период, кој што може да се имплементира за дополнителни инвестиции, зашто сега најнаш бараме друг извор на пари од во целосно една поинаква констелација на односите. Така да резимирам, инсистираме што побрзо владата да го даде закон во собрание, но и да одговори на овие прашања. Сметаме дека процесот на европски интеграции е вратен 10 години назад. Некако како со временска машина ги уназадија сите процеси во меѓународната политика. Со ниеден потек владата не покажа дека планира сериозно да се бави со евроинтеграциите. Отворивме еден проблем кој што целосно е затворен, тоа е проблемот со Грција, сосем непотребно. И сега ВМРО-ДПМН вели дека ќе се решавало по судски пат, па ние 20 години бевме по суду и имавме пресуди во наша корист, тоа никако не ни помогна. Со зарем во истиот циклус ќе се враќаме на непотребни процедури кои сме покажале пред светот, што значи да самите седнеме на маса со наш сосед и да решиме еден проблем. На тој начин го покажуваме нашиот капацитет да водиме дипломатијата и да се бориме сами, да си изнаоѓаме решенија за државата да оди напред. На самитот за НАТО не видовме средба се ниту еден релевантен фактор. Таму имаше примери председатели на партии од ИПП, со никој не се сретна нашата делегација. Гледаме само некакво сојужништво со Орбан, кое што за сега има многу нејасна перспектива. Сметам дека ВМРО-ДПМН треба да излезе и јасно да каже каде ја води државата, кој е планот и во која временска рамка тоа планира да го направи. Тие ветија подобри услови во преговорите и подобра преговарачка рамка. Ние ова ќе го чекаме и ќе го поддржиме секој напор ова да се постигне
и ВМРО ДПМН согласно ветувањето да го обезбеди, но нема да поддржиме блокада на процесот со ваков некој изговор. Очигледно е дека лажен патриотизам има само дома и исправена кичма. Премиерот имаше средби со двајца највисоки представници во Бугарија и со председателот и со премиерот. Прво за средбите дознавме од бугарските медиуми, после тој не извести. Не знаеме дали иницирал некако подобрување на нашата позиција во преговорите. Од тамошните медиуми дознавме дека бугарските представници кажале дека тие од своите позиции нема да отстапат. Сметам дека навистина е срамно како се сквернави и уставното име, но и името Република Македонија. Се исфрла дури името Македонија, се бришат постови, не се почитува уставното име, сметам една политика на гол популизам.